По повод независноста на Перу и одбележување на 199 години од државност на Перу, денес наш гостин е почесниот консул на Перу во нашава земја, господинот Ненад Јанакиевич. Добро утро, добре ни дојдовте и честитки по повод 199 годишнината. Благодарам, боље венеда. Еве, секоја година сте задолжен да го одбележите овој значаен ден за Перу, годинава поради COVID-19 пандемијата. За жал, ќе изостанат оние вообичаени свечености на кои што се собираше политичката, бизнис елитата, јавните личности, доаѓаат или заедно сите да го прослават денот на независноста на Перу, да слушаат убава музика, да вкусат убава храна и на тој начин да донесат, да дознаат нешто повеќе за Перу и за сите тие убави нешта од оваа јужноамериканска држава за кои што вие со години наназад се залагате. Па да, како што кажавте, дојдовме едно време, не време. Короната е сегде присутна. Во ситуацијата во Перу со корона е многу сложена, многу сериозна, има голем број на оболени, голем број на починати. Тоа ствара дава една нова димензија, дава пред големиот јубилеј 200 години од независноста на Перу, овој празник, овој национален на Перу го прославиме така во една светска атмосфера, би рекол. Меѓутоа, тука сме во Алфа телевизија, голема благодарност до вас, бидејќи стално ви не пратите и мислам дека по повод, нека ни биде овој голем јубилеј, наредната година, 200 годишнината независно на Перу, да го оствариме на наше заедничко договарање, да се надам кога ќе пројде пандемијава корона и ја оствариме и да на гледачите на Алфа телевизија ги прикажеме директно во живо оние убавини на Перу, бидејќи Перу има што да каже, има што да покаже. Перу е атрактивен, Перу е импозантен, Перу е волшебен, Перу е несекојдневен, Перу е она што другите го немаат. Впрочем, еви денешната гостинка наша, перуанка, која е една од 7-8 перуанки кои живеат во Република Македонија, кои се мажени за македонци, го живеат македонскиот сон, би рекол, толку далеко, толку близко. Така да се надевам дека во наредни период мора да бидеме оптимисти и 200-та годишнина ќе ја прославиме на онаков начин како што доликува, а се надевам здравието пред се за сите. Впрочем, тоа е и основно мото и двигателно, што и председателот на Република Перу во својот говор го истакна, мораме својски да запнеме против оваа пандемија, за да можеме да на народот и му го возможиме она што заслужува да ја прослави својата голема независност. Имате непосредни контакти секако со Перу, но и со перуанците кои што живеат и работат тука кај нас. Еве една ваша проценка, едно видување за перуанците како луѓе, личностите и она што ние го имаме како менталитет. Па видите, перуанците се доста темпераментни луѓе, доста отворени луѓе, широки луѓе, гостопримливи луѓе. Они знаат да ја поделат својата среќа, својата радост со најблиските, знаат да пружат рака и на странецот, ако го прифатат, знаат да осетат што е љубов, знаат да осетат што е емоција, знаат да осетат што е пријателство. И мене ми е посебно задоволство што еве со малава група, меѓутоа одабрана група, би рекол, на перуански државјани, имаме катадневна комуникација. Тука сум да помогнам колку што треба. Имаме наши перуанци кои живеат и во Битола, имаме во Скопје, во Велес, во Прилеп, во Тетово, така да сме дисперзирани, би рекол, ни целата држава, што значи дека овој празник е празник на сите перуанци, празник на 20 милионскиот народ на Перу, она што укажува дека треба да бидеме уште поблиски. Тоа е и короната, на некој начин уште повеќе не сближува. Во непосредни контакти сме со амбасадата во Букурешт, перуанската амбасада во Букурешт, по однос на проблемите кои произлегуваат на ова подрачје. Мислам дека сега во распределбата амбасадата во Атина ќе го преземе и овој дел на Европа
како своја доминантна и домицилна амбасада, меѓутоа без оглед на се, мене ми е особено драго што и перуанците се привикнава на животот во Македонија, иако доста различен, меѓутоа знам дека и македонското срце и македонската гостопримност која дочекава во овие семејства во Република, нашата држава, се доволен показател да може да во иднина имаме и повеќе. Така, вие ги спомнавте градовите каде што живеат перуански државјани, меѓу нив е и Битола. Карина Хојос Осорио е една од перуанските жени која што срцето и животната судбина ја донесе токму во Македонија. Таа живее и работи во Битола. Ние утрово телефонски, односно преку видеокол, ќе се слушнеме со неа. Карина, добро утро. Добро утро, Ирена, како сте? Добро, благодарам, Карина. Пред се да ви го честитам и вам празникот и на целиот перуански народ. Фала многу. Фала многу. Карина, вас животната патека, животната судбина ве донесе во Битола. Долги години живеете тука во Македонија и веќе, како што слушаат гледачите, одлично го говорите и нашиот македонски јазик. Како всушност стасавте до Македонија? Прво, да кажам, 12-13 години сум овде. Мажена сум во Битола и имам 2 прекрасни деца. Сега се набигнав на се што треба, мислам, до сега. И секој ден се трудам со многу работи. Прво, вашиот јазик не е лесен, ама ете, секој ден правиме нешто ново за да можам да таму како што треба, да разговарам како што треба. Кога дојдовте за прв пат во Македонија, веројатно не ни предпоставувавте дека животот ќе го продолжите тука, дека тука ќе станете мајка, дека ќе станете дел од ова наше парче земја. Што ви беше најтешко да совладате, да прифатите кај нас, а што ви беше најлесно и најубаво? Најтешко, искрено, и до сега е тоа што ми недостасува фамилија. Прво. Тоа не можам да го зменам, така да и години исто ќе биде. Најлесно, не знам, се навикнував со луѓето се тука многу лични, да речеме, како ние што сме во Латина Америка, во врска со топлината, во врска со и вие се весели, гласни, да речеме, исто како што сме ние таму. Има некои работи што ми се тешки, ама не толку, пример, ладното. Не сум навикната да има минус 20, пример. Во Битола има многу ладни зими. Во Перу немаме такво ништо, никде. Ама, ете, уште се бориме со тоа, ама не е ништо страшно. Се е во ред. Така, во однос на обврските на една жена, сопруга, мајка, лесно ли е да се биде сето тоа во Македонија? Не е лесно нигде да си мајка, јас мислам. Гледајќи ги мајките и моје и се крваме и сите што се околу мене. Ама во овој случај дека кај мене ми фалеше другата страна, знаеш, како друга фамилијата, да речеме, сега не сама, ама само јас со сопругот и се крваме, да речеме, ми има помогнато со се што ми требаше. Другата страна многу ми недостасуваше и ми беше многу тешко и со работата, и морам да работам, и со дечињата и така, знаеш, секојдневни обврски, мало се ми се потешко и дека немам помош од моја страна, да речем. Ама се снајдуваме секој ден, не е ништо страшно. Карина, вие работите во туристичка агенција и какви се реакциите на луѓето? Сега веќе секако во Битола ве знаат и навикнати се на вас. Меѓутоа, какви биле првичните реакции кога луѓето ќе се запознаеле со една прекрасна дама од Перу? Да. Прво ме прашат тука си мажена или си така на шетање прво. Мора да му објаснам дека сум мажена, дека имам дечиња, како дојде до тука? Така ме праша. На вистина не обичаен. Оти толку далеку, така, да. И јас му кажам дека како беше прекрасната, мислам. Сопругот беше во Перу 8 месеци, седеше тој таму. Па дојдовме заедно, па и дојдоа дечињата и мислам дека овде е многу мирно, посебно Битола, многу убав град.
И мило ми е што малите ми се родени тука и мислам дека окей, одлучивме окей. Сада седа тука и веќе помина толку години, се навикнавме на се и децата се сакат да бидат тука. Може и понекогаш ќе сакат да одат до Перу, не знам, тоа не е до мене, ама ќе видиме. Секако Перу ќе биде секогаш нивна втора татковина. Карина, за овие 12-13 години имавте можност да ја запознаете Македонија, да ја прошетате, што е она што најмногу ви се допаѓа од нашава земја? Искрено, Охрид. Оти таму е водата, таму е селото. Мене многу ми фали тоа. Охрид ми е многу убаво место, има се што треба. И заради тоа и толку туристи го барат. Многу ме вендиса Охрид и не сегде и Крушево сум била и Скопје и Прилеп и тие места, секој место си има свој како да речем убавина. И така, многу ме вендиса Охрид, Ептен. Јас се надевам дека ова лето ќе имате можност заедно со вашето семејство да отидете во Охрид како ваше омилено место, но еве Перу е држава со прекрасни планински предели. Ги прошетавте ли планините низ Македонија? Веројатно и тоа е нешто што ви се допаѓа и ве потсетува на татковината. На југата тука што ми е ова Пелистер ја имаме тука. Не може да не го сакаш, многу е убав. Многу се има и ми е са 10 минути со кола од дома. Карина, се гледа дека навистина сте ја засакале Македонија, се гледа и со самиот избор што сте го направиле да живеете тука со вашето семејство, но се гледа и по начинот на кој што зборувате за нашата земја. Јас ќе ви се заблагодарам што ова утро ни овозможивте еве директно од една натурализирана перуанка, да кажам сега македонка, да слушнеме како е да се преселите од една толку далечна држава и да ги прифатите сите наши навики, традиција, норми, да се вклопите така убаво како што вам ви успеало. Ќе ви посакам добро здравје, вам и на вашето семејство, и да имате што почесто можност и да патувате во вашето родно Перу и да уживате и таму повеќе пати. Благодарам уште еднаш. Ирена, фала ви многу што ме слушавте и поздрав до сите таму. Благодарам, поздрав и секое добро. Ете, се слушнавме со Карина. Сега го продолжуваме разговорот со почесниот конзул Ненад Јанакиевиќ. Карина е само една од оние перуански државјани што ги спомнавте, што веќе живеат и функционираат, се сосема адаптирани на нашето поднебје. Прашав Карина што најмногу и се допаднало од нашава земја, од како ја прошетала, од како ја запознала. Вас, Ненад, ќе ве прашам што најмногу ви се допаѓа од Перу. Вие сте имале можност повеќе пати. Пред се, сакам да кажам дека многу големо задоволство ми е што перуански државјани кои меѓу себе не се познаваа претходно, успеавме преку конзулатот да ги обединиме, да ги сплотиме. Карина исто со работник во конзулатот, тоа не кажавме, така? Карина е контакт особа со сите странци, со сите информации кои се однесува за конзулатот идат преку неа. Она е контактот и со амбасадата, со структурите во амбасада, околу размената на голем број на државјани доаѓаат, прашуваат како е патувањето во Перу. Еве за македонските држави да истакнам дека не постојат визи, не треба визи за посета на оваа пријателска наша земја. Поставени се билатералните односи, Перу го призна под уставно име нашата држава, што значи дека веќе иако сме далеку, ние стално повторуваме дека конечно мислиме дека се со формирање може една нова влада, конечно ќе го реализираме тој бизнис форум. Па дали во случаите во времето на пандемија би го направиле како онлайн или со посети, тоа би морало да се реализира бидејќи Перу е импозантна држава. Тоа е пазар каде што све успева. Мене ми е драго што две веќе македонски компании во софтвер сферата и во фармацевтката сфера прават првични контакти и се надевам дека ќе успеат да навлезат на перуанското големо и прохтевно, би рекол, тло, за да може да ги пласираат своите производи. Се надевам дека и дел од градежните наши компании преку заеднички концерни ќе успеат да навлезат во изградба на автопатот во Перу. Се надевам дека и други институции
други наши компании би нашле заедно со европските концерни заедно или посебно да настапат на пазар, се надевам дека истовремено и таа билатерална соработа, тоа запознавањето со природните богатства кои ги поседува Перу ќе може да се направи размена во двата правца. А особено мислам дека, како што спомна и Карина, Перу го има морето, нели, океанот, Перу ги има Андите, Перу ги има Амазонот, има прашумата, имате луѓе кои живеат како да времето застанало во Амазонот. Меѓутоа водата го дава животот. Видите, значи каде да сте, езерото Титикака, значи тоа е све она што вие приближува. Не збориме за овие светското чудо Мачу Пикчу и така натака. Како што сега полека во време на пандемијата и ние запознаваме Македонија со сите убавини, со прекрасни водопади што ги има во Водоча и луѓето се, нели, луѓето не знале дека постојат такви импозантни водопади и така слично. Значи имаме толку убави катчиња во Република Македонија, во земја, особено тоа го има во Перу. Значи голем број на туристи кои го посетиле Перу се враќаат со импресии, значи одушевеноста постои со секој изговорен збор. И мислам дека фолклорот што го поседуваат, колоритот на природата, на убавините, разноликоста на понудата што ја нуди, се надева, ми длабоко сум увиден дека ќе можеме уште поблиску да ги представиме на нашите државјани, а особено што веќе ден од ден се повеќе постои интерес за посета на наши туристи, посета на тие јужноамерички земји со особен акцент на Перу, бидејќи една посета на Перу изискува најмалку 10 до 15 дена за да го запознаете она што би се рекло дека можете првично да навлезете во кората на дрвото наречено Перу. Така, да, станува се поатрактивна дестинација од година в година, дури туристичките агенции нудат одлични аранжмани. Еве, спомнавте можност минимум 12-15 дена да се разгледа Перу. Ги спомнавте бизнис релациите, можност за соработка секако има и вие правите заложби да се развиваат овие конекции помеѓу бизнис заедниците, да се отвара соработка, но како конзулат многу сте активни на полето на културната размена, па честопати во нашиот главен град се случуваат настани на кои што сме уживале во прекрасни изложби, фотографии од Перу, разни други културни настани. Да, посебно задоволство ми што на македонската публика го представивме перуанската Амазонија. Тоа е еден врна изложба представена од најпознатите перуански автори. Буквално беше пренесено Перу во Републиката. Перу даде една друга димензија на културниот свет во Република, во нашата држава. Истовремено не лоциравме само таа културна дејност во главниот град. Напротив, ми имавме извонени изложби и во другите градови на трешноста, во Кавадарци, Куманово, Штип, Виница. Така да тука би ја продолжиле уште таа соработка, мислам таа промоција на перуанскиот филм, на перуанската, сме у преговори да го донесем, да направиме недела на перуански филм во нашата држава. Малку сите овие работи, оваа ситуација околу короната не стопира во тие дејности, меѓутоа јас сум убеден и оптимиста, како впрочем и во животот, дека мора да пројде, мора да дојдат подобри времиња и се надам дека она што сме го зацртале во подобната промоција на Република Перу во нашата држава ќе се обидеме да што попластично, што поблиску, што поинвентивно ga приближиме таква екзотична земја на ова поднебје која знае да цени. Македонскиот знае да цени што е убавина, знае да цени што е екзотика, знае да оцени што представува Перу. И драго ми е што во една средба, во едно училиште во Кавадарци, која промовиравме перуанската култура и која беа децата во основното образование
поканети дека ќе гостуваме. Едно дете извади перуанското знаме која не е баш вака лесно да се нацрта, што представува една гордост и една симпатија дека стварно знаеме да цениме и знаеме да се подготвиме како да го приближиме Перу овдека или Македонија во Перу. Не стигнав да ја прашам Карина, но затоа ќе ве прашам вас во однос на гастрономијата. Ние важиме за гастрономија и важиме за поднебје со навистина одлична храна и прекрасни врвни традиционални специјалитети. Што се случува со гастрономијата во Перу? Колку тие уживаат во храната, во сите тие билки кои што зачини кои што ги има таму и изобилуваат и што е најспецифично за перуанската храна? Еве и Карина сигурно да ја прашате ќе ви каже уште подетално некои работи. Меѓутоа само би напомнал две работи. Во 10 најпрестижни согласно Мишлин ресторани во свет, на топ од 10, 2 се во Перу. Значи, на светско ниво, перуанската храна е многу вкусна, многу прилагодлива и за нас, значи европејците кои ќе знаеме да ја пробаме. Имате преку 1000 врсти на компери, да речеме, 1000 врсти на зачини, она што успева, да речеме, националните, ние им приближивме за миг на дипломацијот одговор на македонските граѓани, правивме еден доручек со Македонија добре дојде со невладината организација, каде што перуанките подготвива специјалитети на Перу кои наидува на особен интерес и задоволство, дури и размена на рецепти по однос на тие на перуанската гастрономија која знае да даде еден посебен шмек, знае да го приближи туристот, пробирливоста на граѓанинот, нели, која би пробал такви јадења, имаат прилагодливи за кујната нивна, прилагодливи за сите, и за остри, љута храна, прилагодлива е специјално подготовка на морската храна, подготовката на риба, на милион начини, знаат овошето, зеленчукот да го представат во правата форма, да ги задржат сите оние корисни и здрави, нели, состојки кои ги поседува зеленчукот на еден посебен начин, да го изнесат тоа на трпеза, што значи со еден збор дека перуанската кујна е многу и тоа е еден од причините да се посети, да се проба Перу, особено има прилика и по ресторани низ Европа, перуанската кујна исто така да се приемчива и доста прилагодлива, и се надам дека можда во некој догледно време ќе донесеме и некој перуански готвач да направи на промоција на таа перуанска кујна во некој наш врвен ресторан. Само за тоа викам треба време, трпение и убава желба, убава мисла да пројде ова невреме во кое живееме. Така, кога ќе се спомне Перу, првата асоциација веднаш се тие весели, живи бои кои што изобилуваат во прекрасната природа што има Перу, во зачините, билките, храната која што спомнавте, но и една од првите асоциации е перуанската музика, која што за нас не е непозната и која што ја сакаме да ја слушаме и тука. Еден перуанец рекол, перуанската музика може да ви влезе во секоја пора на телото. Играте со целото тело, значи слушајте ја, инструментите кои се специфични, кои дават една друга димензија, кои знаат да релаксира, перуанската музика знае да релаксира, знае да ве расположи, знае да ве поттикне, знае да ве издигне во секоја меланхолија, во секоја ситуација во која, од секојдневна стресна ситуација, пуштите ја перуанската музика, ќе знае да ве одличка некаде понатаму, ќе ви разбисти мислата, ќе ви даде една друга димензија, а тоа значи дека музиката успеала во она изворно зашто постои, да го релаксира човекот, да го приближи човекот, да му возможи еден убав релакс, едно убаво чувство кое гали и други сетила и придонесува на развивање и на љубовта, и на емоциите кон се, и кон човекот, и кон природата, и кон државата. Да, музички артисти од Перу сме имале можност да слушаме токму на одбележувањето на Денот на независноста во организација на конзулатот, но сме имале можност да ги видиме и на нашиот градски плоштад, да ги сретнеме во центрите ширум други градови, секогаш привлекуваат многу публика и
Тоа, кажав, колоритноста на музиката, на фолклорот е она што го одбележува Перот од другите држави, другите националности во светот. Што е неопходно или што е задолжително потребно кога некој би се решил да патува во Перу? Како што спомнав, не е потребна виза, имаме слободен проток на граѓани. Потребно да се поткова со добро знаење, треба да се подготви за Перу, бидејќи Перу е земја со 28 милиона жители, треба бидејќи во истиот ден, во истиот период од годината постати може да ве затекнат каде одите и различни годишни времиња. Знаете, ако сакате да ја посетите приобалскиот океанскиот дел, онда веќе се посетувате на тој дел. Ако сакате да ги посетите Андите, мора да се прилагодите тука. Една голема добра информираност може да добие секој заинтересиран и во конзулатот кој ќе се јави на мејлот на конзулатот, ќе добие права информација, ќе добие брошури за Перу. Истовремено може да се јави во амбасадата во Букурешт, која ќе им даде уште подетални информации. На крај голем број на туристичките агенции веќе го имаат во својата програма, особено како незаобилазна дестинација Перу, што значи дека само треба да се спремат да малку викам да поседат малку повеќе време, можда од своето слободно време годишно или слично да го поседат на тој ден на Перу, бидејќи Перу без 10, 12 до 15 дена не може да го почувствувате во правата смисла на зборот. Што ви е вам најфасцинантно од сите посети на Перу? Па видите, најфасцинантно ми се луѓето. Знаете, луѓето кои знаат на секој, меѓутоа сакам да спомнам и Лима како огромен град има свој, би рекол, може би и опасни делови, знаете, каде што странски турист може се почувствува и несигурен. Меѓутоа, сепак сметам дека во една група со добра организација, со адекватни водичи, со пристап, со приемчивост на перуанците кои може да изгледат како добри домакини, сите посети може да бидат сигурни, да се види на правото, не само комерцијалното, знаете, може комерцијалните дестинации, Мачу Пикчу, така се тоа дестинации кои ги препорачуваат агенциите и кои се мора да се видат. Меѓутоа, кога ќе навлезете во информациите за Перу, кога ќе добиете изворни информации од Перу, сигурно Амазонот може уште повеќе ќе ве заинтересира и имате места каде што стварно секој има према своите желби, така да мислам дека екзотиката, самиот збор Перу, кој ќе кажете, доволно е магнет за туристите, не само од нашава земја, туку од целиот свет. Останува да чекаме да стигне оваа COVID-19 пандемија за да се створат услови да може сите оние што се авантуристи, што сакаат да го посетат, да го истражат Перу, да отпатуваат таму. Во меѓувреме секако продолжуваат тие релации, таа соработка со оваа пријателска земја за нас, а останува и можноста еве ние преку медиумите да уживаме во тие прекрасни пејзажи, прекрасни гледки од Перу. Јас се надевам дека заедно со вас ќе го реализираме тоа што се договараме. Па се надеваме дека никогаш ќе се створат услови да направиме една убава патиписна репортажа и да им ги доловиме на нашите гледачи. Вашите гледачи тоа заслужува да го имат. Уште еднаш честитки по повод празникот и еве ако оваа година денот на независноста на Перу се одбележува скромно поради пандемијата со COVID-19, да посакаме следната година јубилеот 200 години независност на Перу да поминат во прекрасна атмосфера со голем број пријатели, работници на конзулатот, ваши лични и на вашиот тим, а вам ќе ви се заблагодарам за гостувањето и за можноста утринава да ги прошетаме нашите гледачи, а и ние да се преселиме малку во убавите предели. Се надам дека со Господ напред ќе го реализираме како што треба и ќе победиме. Ви благодарам. Продолжуваме натаму.